Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, овој емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Некаде повеќе од 65% или точно 67% од скопјани сака да го видат споменикот на Тоше Проевски во центарот на Скопје, односно на Скопскиот плоштад, за разлика некаде од 32% кои сака да го видат на тоа место споменикот на Александар Македонски. Тема на оваа емисија ќе биде дали на крајот Тоше Национале сепак ќе може да го победи Александар Велики. Господине Костовски, колку скопјани го сакаат Тоше Проевски? Многу. Имате некои анкети направено околу тоа, односно околу прашањето како плоштадот да биде украсен, односно дали да биде плоштад со биста на Тоше Проевски или споменик на Александар Македонски. И има некои бројки кои за мене морам да признам бе изненадувачки. Тоше има некаде 67%. Да. Не дали скопјани го сакаат. Нема, ја не познам човек. Добро, заслужува ли да има човекот плоштад во центарот на Скопје? Заслужува ли да има биста во центарот на Скопје? Значи, настрана сакањето, настрана емоциите, која никој не е спорно. Дали по вас заслужува? Тоа е прашање кои што требаат одредени стручни лица да го тоа кажат, да го формулират захтевот, односно желбата на Скопјани да го имаат Тоше во Скопје. Во формата и начинот како тоа да биде, не велам дека мојата идеја за подигнување на фонтана во типот ала фонтана ди Треви, фонтана на љубовта, во кој што ќе го символизираше буквално посветена на Тоше, према неговата младост, неговата љубов, тој имаше љубов во срцето за своје за сите, неговата хуманост, неговата димензија како човек, а да не кажам на професионален план како што еден најдаровит пејач. Значи вие сметате дека помеѓу Тоше и Александар градот треба да се определи за Тоше. Значи тоа беше вашата идеја. И тоа е одговор на моите претпоставки се и анкетите кои што се поведаа во меѓувреме. Кој градот ги правеше тие анкети? Градот отвори собствена веб-сайт страница, морам да кажам дека на почетокот, од моментот кога ја објави веб-сайт страницата, бев запрепасен од резултатот, бидејќи објективно го нападна блогерите кои што се приврзеници на ВМРО, кои што ја поддржуваат идејата на нивниот премиер и нивниот, и тој мој премиер се извино, меѓутоа на нивниот лидер. Значи на почетокот почна да води Александар Македонски. И тоа со огромен процент, 15:1. Значи 15:1 односот на почетокот е за Александар. На почетокот беше, бидејќи мислам тоа делуваат како комплетно спремна армија, ништо повеќе. И како завршува господине Костовски? И на крајот заврши сосема спротивно од нивните настапи, бидејќи објективно претпоставам дека го испука своето оружје и на крајот разумот на граѓаните кој што се вклучуваше од оној момент кога може се вклучи на сајтот на градот и преку 3300 испитаници, буквално резултатите 67% во корист на Тоше, 32% се за подигнување споменик на Александар Македонски и 1% луѓе кои што не умева да се изјаснат за кој преби го ставиле. Значи некаде соодносот е 2:1. 1:2. Некаде повеќе од 65% од скопјаните сметаат дека на плоштадот во Скопје треба да биде Тоше. Видите се, одговори на ова прашање има повеќе, ама оној првиот одговор е што ја би го дал дека во овој момент не ни се потребни ни едниот ни другиот. Иако интимно мислам дека ако некому треба да се прави споменик, не таков грандиозен, тогаш треба на Тоше да му се направи едно интимно место околу плоштадот. Ви изненада ли фактот дека скопјани некаде повеќе од 65% сметат дека Тоше треба да има споменик во центарот на Скопје? Па не ме изненади затоа што другиот споменик кој што го спомнавте, мислам дека воопшто не треба да го ставаме. За Александар Македонски. За Александар, да. Знаете што, ние сме сега, ја и таков и Пецко еден направив. Замислите една глава во чија што уста се расипани сите 32 заба, а носителот на таа глава оди кај доктор за пластична хирургија и бара да му се симнат брчките и да му се намали носот. Така го сваќам. Така вие како карикатура би можеле да го објасните процесот? Така го замислувам. Од друга страна, тој простор на плоштадот треба да се сочува, бидејќи времево е такво да треба да имаме што поголем простор чист за демонстрации, да народот го каже она што го мисли за оваа денешна ситуација. Зошто скопјани толку многу го сакаат Тоше? Можеби Тоше е символот на тоа што овој момент најмногу и треба на Република Македонија, а тоа е признат успех надвор од границите на Македонија и можеби тоа е таа хуманост која во овој момент, кога толку тешко живееме и толку потребна на македонското граѓанство. Ви изненадува ли податокот дека 65% од скопјани сакаат Тоше да го имаат како символ или како споменик или било на кој начин можеме да го дефинираме на плоштадот во главниот град?
Pa, vidite, kako javno мнение je и не е до некаде. Тоше се идентификува со една стварност која на овие простори веќе подолго време отсуствува. На честност, на поштеност, на една хуманост, на талент, на харизма. Па и на успех, професоре. Успех на една пошироки простори, она што е афирмација на Македонија и така натаму, тоа не изненадува. Нас веројатно, професоре, ни фалат многу работа, меѓутоа тоа што најмногу ни фали веројатно е успех. Значи ние веројатно копнееме по некаков успех. Тоа е тоа, таа натрешна скриена потреба апсолутно. Успех. Се, професоре, да речеме имаме два модели или две понуди. Понудата на владата Александар Македонски на плоштад и понудата на градот или на дел од граѓаните Тоше Проевски на плоштад. Сосема два различни митови, сосема два различни модели и мене ми е интересно какви сигнали и со едното и со другото праќаменјот е млад, загинат на 26 години, чесен, поштен, ова што говорам успешен. На најдобар начин тоа го илустрира. Вториот пред 25 века. Тоше и кој ќе испоредите Тоше Александар Македонски, едниот кој што е длабоко во историјата, за кој што не постојат никакви не постојат. Ние го имаме како свој нешто тој идентитет, но се уште не постои во таа дефиниција на македонскиот идентитет во една завршена и една недискутабилна форма. Постојат елементи кои нешто целината, кој нешто кажува нешто. Тоа немаме целината. Немаме целината. И еден момент кој што блесна во еден краток временски период ги испакна сите вредности кои што нам ни се потребни во овој момент, не? И се некој се недувави измеѓу тие два, би рекол, и добро ви изненадали. Две точки во таа наша историја. Мене ме запрепастува фактот дека јас очекував дека ќе има поддршка за Тоше. Очекував дека ќе биде тесно со Александар Македонски, меѓутоа вака 2:1 сооднос. Вклучително кога тука ставиме во контекст и анкетата на Утрински везник за името на Скопскиот стадион, кој што нели беше Филип II, кај што гледаме дека Скопјани и македонците повторно се произнесоа да не биде тоа име, да биде некој друг име. Ја имав чувство дека нема да биде така, имав чувство дека ќе има многу повеќе гласови за Александар и за Филип. После мојата најава за поставување на фонтана на плоштадот се отворија исто такви анкети во неколку дневни часописи како Утрински вестник, во кој што ти отворија две теми: плоштадот Тоше или Александар Македонски, во кој што и таму 1:2 е односот исто така во корист на Тоше. Потоа се отвори и темата во поглед и ново именувањето на градскиот стадион во арена на Филип II, во кој што па дури тој однос е 1:3 во поглед неименувањето на постојното име на градски стадион. Значи, говорам дека има има критична маса, еден набој на граѓани кои што веќе чувствуваат дека не сакаме да бидеме заложници на некое минато во кој што тоа треба да не биде кочница во поглед нашето евроинтегрирање. Ако е тоа така, како што велите, тоа било доста оптимистички за еднината на Македонија. Значи, ако можам да даме некој свој став, некој свој коментар, мојот став за Скопје и за плоштадот е можеби сосема поинаков, многу ми е можеби поблиску да биде плоштадот на Кирил и Методи и така натаму, меѓутоа кога би можел да бирам, кога би морал помеѓу Тоше и Александар, веројатно би го одбрал тоа што најмногу би го символизирала Скопје. Скопје е секогаш град на солидарноста, секогаш Скопје е град на хумани, добри луѓе. Луѓе кои знаат да ценат, кои се домакини, кои се гостопримливи. Тоше мислам дека многу повеќе асоцира на духот, не само на Скопје и на Македонија, туку што би асоцирал духот на Александар, без разлика историски дали го признаваме или не го признаваме. Видете вака, има две разлики. Прво, јас сум современик на Тоше и заедно сме го живееле овој живот. Многу повеќе знам за Тоше него за самиот Александар. Ја дефинитивно не ги знам карактерните црти на Александар Македонски. Сем што знаеме дека е еден од најголемите освојувачи. Мислите дека Тоше повеќе го символизира актуелниот миг на Македонија? Апсолутно. Со Тоше можеме многу подобра порака да пратиме кон светот? Апсолутно. Кој е порака? Кој е порака градоначалници вие би сакале со Тоше да ја пратите? Извинете, Тоше за нас беше најголем бренд во Република Македонија, барем на полето на естрадата. Немаше, видите, тој денеска прогласуван и постхумано како најпопуларна личност во сите бивши југ простори кај што успеа да влезе со својата музика и со своето промовирање како личност. Да, ретко кој македонец, ретко кој македонски бренд толку успешно успел да биде извезен надвор од Република Македонија, не знам. Ќе се да се свртам на назад, да речеме, еден фудбалер бил само репрезентативец.
сериозен, да речеме Дарко Панчев. Благој Георгиевски може бил во кошарка, да речеме во рамките поранешна Југославија. Видете вака, ние денес имаме квалитетни луѓе, кој Симон Трчевски, да ви кажам. Тоа се се амбасадори кои што заслужуваат внимание. Веројатно, не само што беше убедливо најдобар извозен производ во наводници на Македонија, туку едноставно ја символизираше Македонија надвор на тие балкански простори. Ја символизираше и ја промовираше Македонија.